Дечки, денеска ќе зборувам за благодарност. И фактички, може видовте еден рил и ќе има пост. И се инспирирав поради тоа што, знаете, Боби, Сарасота, преубаво место сум бил, Сарасота има многу убави плажи. Фактички ќе зборувам за благодарноста, поради тоа што споделив со вас едно видео кое што го направив за мојата мајка. Направив видео за мојот татко, многу ми пишавте, ми се заблагодаривте за тие видео, особено кога зборував за кафињата неиспиени со мојот татко, ама и за мојата мајка имаше многу коментари. Така да претпоставам дека многу од вас се пронајдовте во некој од тие две рилсчиња кои што има и многу споделувања, поради тоа што претпоставам дека беше реално тоа што го кажав. И да ви кажам право, на тие рилчиња и си заплакав. И ќе ви зборувам денеска повторно за тие кои што не го видовте тоа. Ќе објаснам малку за мојата мајка, поради тоа што јас бев кошаркар. Играв кошарка во работнички, бев добар и отидов да играм кошарка во Соединените држави. Таму живеев со мои роднини, но отидов на 17 години. И знаете, до 17 години бев тато носи, мама меси, бев, ајде да не речам, малку размазено дете. И кога отидов во Америка ме смени и сум го зборил ова, ајде да не бидам многу досаден за ова приказна, за како сум пишал писмо да благодарност на мојата мајка. Не знам дали сум зборел во некој лайф, може и сум зборел, за кафињата со татко ми знам дека сум зборел. Ама, што се случи, еден ден, седејќи во средното училиште, 3-та година бев, и знаете, во Соединените држави има и час еден кој што е празен измеѓу часовите, да кажеме 6-7 часа имате дента, и еден од тие 7 часа, да речеме, се празни, за да можете да се напишете домашно или да спремите, не знам, за наредни часови нешто и така натаму, и е празен час. Суштина ништо не правиш, него си правиш нешто што сакаш да си го правиш ти, што е дозволено, нели, во рамките на тој час. И јас решив да ја напишам писмо на мојата мајка. Мајка ми, знам дека не сакаше ја да одам во Америка, татко ми баш му беше кејв дека ќе одам, мајка ми беше така малку, не беше баш најкејв, се сомневаше дали е добра мајка, со самото тоа што ме пушта да одам во Америка, и беше добра мајка, беше супер мајка. Она и со самото тоа што ме пушти, мислам дека ми помогна многу, за да го сменам својот ум, па и во Соединените држави дојдов прв пат во контакт со мотивацијски предавања, и тоа исто така имаше влијание врз мене и веројатно врз ова што го правам сега како животна цел. И седам ја така еден ден на тој празен час и почнуваа да ми доаѓаат мисли за мојата мајка. Тоа е 92 година, зборувам, одамна, каде што земав на лист хартија да ја напишам на мајка ми што све не сум ми дал потврда, а требало да ја дадам потврда. И прво што ми текнуваше, мајка ми беше многу фина жена, имаше многу убава душа, ама беше на некој начин, како да ви кажам, беше во мојот дедо, нејзиниот татко, фактички беше малку крут човек. Беше малку по-крут човек. Во смисло, тоа беше строг, ама немаше таа фина душа што имаше мојата мајка. Така беше човек кој што цело време беше строг, цело време беше со дисциплина, цело време критикуваше и така натаму. И мојата мајка, која што беше фактички прекрасна душа, го имаше земено тоа како ментално наследство од него, да уствари не фалеше, да едноставно не сакаше да не пофали толку многу, затоа што мислеше ќе не урочи, мислеше дека ќе летнеме во облаците, мислеше дека ќе не сгреши ако ни дава многу добри зборови, ама тоа се беше поради тоа што имаше наследство од мојот дедо, од нејзиниот татко. Но имаше толку блага енергија, имаше толку убава насмевка, забите и беа малку искривени, ама многу убаво шармантни, беше професорка по клавир. И кога ми недостасуваше, знаете, кога некои луѓе кога ќе ги снема околу вас, почнувате да размислувате за убави работи кои што
тие луѓе ви ги даде или сте ги имале со нив и едноставно почнува да ви фалат. И кога некој почнува да ви фали, почнувате да размислувате на многу убави работи во врска со тој човек, во врска со тој карактер, во врска со таа душа. И малку добивате по друга точка на гледиште, малку добивате по вистински, ајде така да речам, можеби, зависи од која страна човекот гледа, ама ајде да кажеме, во тој момент добивате стварно реална слика за вредноста на тој човек. Поради тоа што кога е околу вас, кога работите, некој ги работи цело време за вас, ги зимате здраво за готово и не ви се важни толку, не ги гледате во така убаво, реално, важно светло, затоа што некој ви ги сервира постојано, нели, ќе ви направи постојано ручек, ќе исчисти за вас, ќе среди после вас и така натаму, и не го гледате тоа како нешто што е важно, не го гледате тоа како нешто што е битно и така натаму, многу битно. И натаму идам со мојата приказна. И седнам во клупата, беше долго писмо. Ми текнува дека беше многу долго писмо, дечки. Знам дека ми текна на прво што не го немам писмото кај мене, ама ми текнува кога го пишував, затоа што знам дека ги дадов валидизација за убавите ручеци, кои што ги правеше. Мајка ми беше жена која што правеше преубави ручеци, секојаш беше со насмевка, секојаш готвеше преубаво, ќе се вратеше од музичко, ќе сготвеше, ќе исчистеше и така натаму. И плачејќи го пишував тоа писмо, се бев расплакал, знам, и дадов пофалба за ручекот, и дадов пофалба за чашите кои што секојаш ги оставав и она ги переше, за тањирите кои што ќе ги оставев неодговорно и несовесно после мене, чаршавот кој што секојаш го тресеше она со трошки после мене, за многу убави нешта, за тоа што идеше у забавиште со мене, забавиште не сакав да идам, женава се еше цела недела со мене у забавиште, ми текнува. За што све не ми текна што мајка ми го направила за мене и го напиша во тоа писмо. Ако забавиште не било таму, мамо, кај да си, благодарен сум и за забавиште, затоа што знам дека душата ти извадив у тој период со забавиштево. И пишував и го дадов и го пратив тоа писмо. Ми текнува дека татко ми се јави и ми кажа дека мајка ми плачела 3 дена од која го читала тоа писмо. Затоа што, знаете, кога некој ќе ви даде валидизација на вас за нешто кое што сте го правеле, ама никогаш не ви било кажано со зборови, никогаш не ви било уважено, никогаш не ви било потврдено, плачењето е одраз на ослободување на енергија и човекот фактички, кога ќе му дајете валидизација, не сте му дале, знае да се расплака, поради тоа што, гледате, го чекал нештото да дојде. Затоа што луѓето го чекаат нештото да дојде. Луѓето ја чекаат валидизацијата, ја чекаат потврдата, ја чекаат благодарноста, затоа што значи благодарност, баш сега кога се спремав за лајвов, пред да почнам со лајвов, видов у дефиниција што значи зборот благодарен, а тоа значи да ја увидиш вредноста на. Ете колку убав збор. Зборот благодарност значи уважување и увидување на вредноста на нештото. И кога имате многу вредни луѓе, кои што се научени да бидат вредни, тие не ни ја бараат, ни ја чекаат валидизацијата, ама е убаво и на нив да им се даде таа валидизација, таа благодарност и тоа вреднување. И она што го сватив во целото тоа искуство е дека, знаете, кога мајка ми го работеше тоа што и ние требаше да го одработиме, со целата таа нејзина енергија, каде што не ни даваше вербална валидизација она. Гледате, ке беше сабота са Бајлеја и сестра ми вратени од искачење, она беше таква жена да едино нешто што не сакаше да остави кај нас се мрза, и мислам дека успеа тоа да го направи, поради тоа што ја гледаше мрзата како болест. И сабота са Бајле 9 саат, ке доеше ке ни ги кренеше ролетните и дал ке требаше да вежбаме клавир, дал ке требаше да учиме што да требаше да правиме нешто, моравме да бидеме у акција, моравме нешто да правиме, ама сабота са Бајле, ролетни, так, звукот и едноставно ке ти го трне јорганот или што и да беше да направи
помина денот, станувајте деца. И тоа беше она, и го правеше тоа со убава насмевка, ке не опсуеше некогаш, ама беше мило строга, поради тоа што таква и беше душата. Пак ќе кажам, имаше наследството од дедо ми, ама не имаше неговата крутост, напротив имаше незината мекост, која што секојаш имаше во неа. И не ни даваше пофалба, не ни даваше валидизација, секојаш другите беа подобри, секојаш она мислеше дека со тоа што е покрута, погруба, со нас дека ни прави добро и дека едноставно ќе не направи да бидеме подобри луѓе. Колку тоа успеали и колку каква трага тоа останало, прашање за секого, работејќи на вас ќе си видите сами, но поентата е дека имаше добра намера жената, без разлика што можеби методот не беше соодветен, знам дека тоа беше добра жена. Но што беше поентата? Поентата беше во тоа што поради тоа што не ја изразуваше таа благодарност или таа валидизација, тоа фалење од неа, не излагаа како зборови, тешко и беше, ја мислев дека она е неблагодарна. Видите, долго време мислев дека е неблагодарна. Поради тоа што не го кажуваше тоа, но мајка ми го покажуваше тоа со дела. Затоа што беше жена која што беше толку вредна, толку трудолюбива, чорапите ги пеглаше. Све пеглаше. Чорапи пеглаше, мајци пеглаше, све пеглаше. И знам дека беше цело време во некој труд, во некоја работа, во некое делување и секогаш беше домот обслужен и среден од неа, за да можеме ние да бидеме слободни. И тој ми е поентата. Затоа што она работеше во рудникот, наречен секојдневни обврски. И ние бевме слободни да креираме живот. Поради тоа што она го земаше тешкото на нејзин грб. Она беше во рудникот на секојдневните задачи, за да ние можеме да бидеме во облачињата и да уживкаме. И замислете, на сето тоа, само поради тоа што она не знаела да изусти добар збор, ја имав идеја дека она е неблагодарна. Она беше најблагодарната жена која што постоеше. Но ова што сега го зборам е за сите вас кои што другите луѓе околу вас мислат дека сте неблагодарни, поради тоа што можеби не сте луѓе кои што ја вербализирате вашето ценење на луѓето околу вас. Да се разбереме, секој човек мислам дека треба да даде вербална пофалба на околината. Нема вие таа вербална пофалба и нема тоа добро што го имате во вас и што го гледате во другите, си го земете у гроб. Тоа треба, најдоброто од нас е за другите и валидизацијата е за околината. И валидизацијата е за околината и за да се остави таа добрина на нив, да им се покаже таа добрина на нив, така да сум за да се валидизира секој еден. Но овој лайф е за оние кои што не го прават тоа, но го прават тоа со дела. Не го прават тоа со зборови, а го прават тоа со дела, затоа што има многу такви луѓе. И сигурен сум дека кај многу такви битија може да останало некоја неубава трага дека не се благодарни, а се. И овој лайф е наменет за сите тие души, за сите тие битија, кои што погрешно биле етикетирани како неблагодарни, а биле благодарни, но не можеле да бидат увидени дека се благодарни поради тоа што правеле, ама не збореле. И овој лайф е за сите вас кои што помагате, кои што креирате, кои што делувате, кои што можеби вие си имате некоја крутост, можеби не е крутост, него едноставно ментални склопки на невреднување со зборови околина, ама вреднување со дела на околина. И можеби се чувствувате дека вие едноставно нанесена неправда што некои луѓе има таков став за вас, но овој лайф е наменет да можеби колку и да може тоа да биде коригирано и да биде исправено, поради тоа што вие давам целата благодарност и целата пофалба можеби за сите кои што не успеале да го искомуницираат тоа со вас. И овој лайф е за да ви даде потврда на вас, добри битија, добри луѓе кои што работите во рудникот на домот, рудникот на домашните обврски, и можеби не би била давена пофалба за колку се вложувате и колку се трудите за
останатите делови од животот да можат да функционираат полесно за тие кои што ги уживаат. Поради тоа што вие сте тој кој што ги имате земето теретот на секојдневието и на обичните нешта, како што се пиење на садови, чистење по дома, раскревање, средување и чистење на прашина, за кои што можеби за други луѓе тоа е небитно, невредно или не е кул. Така да, многу е важно и многу е кул и многу е одговорно што го правите тоа. И пак ќе кажам, овој лайф е наменет за вас, да ви се даде таа пофалба и потврда од срце и од душа, дека е увидено дека тоа што го правите има огромна и голема важност. Второто видео кој што го направив беше за татко ми. И е сличен пример. Сличен пример е поради тоа што, пак ќе кажам, кога некој ќе се оддалечи од вас, почнувате да ги гледате сите убави работи кои што ви фалеле кај него. И видеото беше во контекст на тоа дека кога мајка ми почина и после една година татко ми имаше сообраќајка и не беше во добра состојба, беше повреден, не беше неговото тело во добра состојба и се бореше за живот на клиника. Ја одев секој ден да го гледам, да му помагам со дадени вежби. Но се што ќе направев за него, у суштина го одбиваше. И самите доктори кои што беа таму ми кажуваа дека уствари како да не кореспондира на третман, како да не сака да живее. И го прашав еден ден, поради тоа што не ни зборуваше, му ја стиснав раката и му реков, ако сакаш да си одиш и да го напуштиш телото, стисни ми ја раката. И он ми ја стисна раката. Не мислев дека ќе ме стисна, поради тоа што не сакав. Но беше во толку лоша состојба што не ме збореше. И го разбрав дека сака се замине. Се видов со еден мој пријател, многу мудар човек, многу паметен човек. И она што беше интересно, му го кажав ова на тој мој пријател, и пријателот ме погледна, ме разбра и ми вика, Жарко, ти сакаш татко ти да остане жив заради тебе или заради него? И во тој момент сватив дека јас сакам он да остане жив заради мене. И беше себично, поради тоа што он си ја заврши мисијата, сакаше веројатно да се оди по мојата мајка, ама јас не сакав. Не сакав да го пуштам. И не сакав да го пуштам поради тоа што јас имав работи ненаправени со него, а сум сакал да ги направам. Гледате, и кога имате такви работи, ви тежи да пуштите некој да си оди. Поради тоа што сте мислеле дека ќе имате моменти каде што ќе можете да го дадете најдоброто од вас за нив. Но ова не се важи само за луѓе кои што си заминале, да знаете. Имате многу луѓе околу вас кои што се околу вас и со кои што не се однесувате во најдобро светло, само поради тоа што мислите дека секојаш ќе биде тука. Е сега, поентата ми е дека кога човеков ме праша, Жарко, сакаш татко ти да остане и сакаш да живее заради тебе или заради него, ми се смотаат сите работи кои што сум сакал да ги направам со него. Знав дека сакаше он многу да излеземе некаде, да се напие кафенце со Кока-кола, секојаш пиеше кафе со Кока-кола. И сакав да го изнесам на уште други такви муабети, некаде да се сетнеме на кафе, да си ги испиеме тие кафиња, но не ми текнуваа на неиспиените кафиња, односно на потенцијалните кафиња со кои што сакав да го однесам, или ручеци или муабети, него ми текна на брзите кафиња што ги пиев секоја сабајле со него. Татко ми имаше обичај, живеевме ја и он во куќата во Бутел, живеевме и поради тоа што бевме само ја и он во таа куќа, кога ќе станеш од сабајле, секој стануваше пред мене, ќе ми речеше,
ајде сине на тенане да си спиеме едно кафенце заедно. И јас ќе си смутев инстант кафе со млеко и ќе го испиев многу брзо. За него ќе направив турско кафе, он пиеше турско кафе, и ќе му направив на него турско кафе, ќе се направив на мене инстант кафе со млеко и ќе го испиев уште пред да почне он да го пие неговото кафе. Поради тоа што се брзав, поради тоа што бев на работа, поради тоа што сакав да го освојам светот, поради тоа што сакав да креирам работи и никогаш не мислев дека нема да има други кафиња. Ме разбирате? Затоа и ги пиев брзо. И кога го испиев кафето на екс, ке си заменев и излагајки, ке го слушнев секојаш како вика, абе сине, не се пие така кафе. Да. И луѓе стварно не се пие така кафе. Особено кога имате постари родители, не се пие така кафе. Ама да знаете дека не се пият брзо кафења ни со пријатели. Секојаш треба да се одвои време, секојаш треба да се има внимание на тие околу вас, затоа што со вниманието на тие околу вас, они сваќаат колку ви значат и колку вие се грижите за нив. Затоа што и самото внимание кој што го давате на нив е еден тип на благодарност. Така да за сите вас, кои што имате луѓе околу вас, кои што ви значат, со кои што сте блиски, може би сте скарани, не е ни важно, луѓе, верујте ми, кога некој ќе се замине, не е важно што се скаран, тоа биле глупости и си викаш само да си имал момент да можеш да го решиш нештото. И ги имате тие моменти. Имате луѓе околу вас со кои што се скарани, имате луѓе со кои што не зборувате, имате луѓе кои што ви сгрешиле за мали работи со кои што не зборите цел живот. Знаете, ќе ви биде криво еден ден. И апел до вас, решете ги тие несогласувања. Средете ги тие комуникации. Полесно е да немаш грижа на совест дека едноставно у наводници си испаднал будала за да му придеш на некого да направиш муабет. Полесно е тоа, отколку цел живот ти биде тешко дека не си го направил тоа, а си требал. Знаете, има едно истражување кое што е направено за луѓе кои што биле пред умирање и ги прашале што е тоа за кој што најмногу жалат. И знаете што бил одговорот? Не било дека жалат за работите кои што ги направиле и биле грешни, него жалеле за работите кои што можеле да ги направат, а не ги направиле. Така да имате време, имате можност да коригирате многу нешта. Ама времето е сега. Тоест времето е вечерва, после овој лайв. Јавете се на тие на кои што мислите дека треба да им се заблагодарите. Ако треба со некој да направите убав разговор, па дури да се извините за некои нешта, немојте да имате его. Знаете, луѓето жалат после тоа за егото, поради тоа што егото ја спречува комуникацијата, која што ќе ги разреши сите проблеми. Заблагодарите му се на тој што треба да биде заблагодарен. Дајте му внимание на секој еден околу вас кој што ви дал многу внимание, па и на тие што не ви даваат внимание. Едноставно, немојте да заборавите да бидете човек, да бидете душа, да бидете голем човек, кој што не зима ситници за зло или не зима мали работи за основа за расправи и кавга, поради тоа што не се битни тие работи. Битно е колку добрина сме дале, колку валидизација сме направиле, колку благодарност сме укажале, колку потврда и пофалба сме дале за работите околу нас, кои што постојат и кои што ги имате. Имате многу убави работи околу вас. Имате околу вас прекрасни души, прекрасни битија, прекрасна фамилија, кои што може би ги зимате здраво за готово. И се овој лайф е наменет да не земете работи околу вас здраво за готово. Животот е убав. Креаторот Бог не создал за да креираме и ние убавина. Знаете, некојаш луѓе ќе ми речат: дали жаре веруваш во Бог?
Јас секојаш им викам верувам во Бог, ама верувам дека и Бог верува во мене. Убаво е кога ние сите веруваме у Бог и сите бараме нешто од Бога. Ама дали некој ще размисле дека и Он верува во нас? Ама што правиме со тоа што и Тој верува во нас? Дали сме доследни на неговата верба и да го реализираме тоа што Он го бара од нас, односно ние го бараме од Него, ние да го направиме истото тоа што ние го бараме од Него. Ја имаме моќта, не како Он, но имаме дадена моќ да направиме и другите да се чувствуваат онака како што сакаме ние Бог да направи ние да се чувствуваме. Убаво е што верувате во Бог, но верувајте ми дека веројатно и Он верува во сите нас да направиме поубав и подобар свет со тоа што ќе дадеме внимание, ќе дадеме пофалба, ќе им испратиме љубов, ќе им покажеме љубов преку дела и преку зборови на луѓето околу нас кои што ни значат. Вие мене ми значите и овој лајф е за сите вас. Ви благодарам, имајте убава вечер. Чао.